На самиот почеток од денешното наше и ваше утринско шоу Добро утро секое утро ги споменавме гостите. Прва гостинка денес е доктор по општа медицина од клиничката болница Џебадем Систина, која што поради летниот период и се почестите стомачни вируси, ќе ни ги открие сите симптоми и начини кои што треба да ги превземеме, стратегијата на лекување од овие симптоми. Се разбира, ќе ја поздравиме доктор Гала Стојковска. Добре ни дојдовте и дали би сакале нешто да се напиете утрински? Ви благодарам, фала ви, веќе имам вода. Најдобра е вода за дехидратација. Така Јас пред неколку дена имав таков вирус и мислам дека само водата, течностите, чаевите, цедени лимони ме спасија. Меѓутоа имате вие многу повеќе да кажете околу ова. Од вода. Многу повеќе од вода ќе чуеме денес. Да, Оли, ти благодарам. Повелете. Да, од мене едно официјално добре дојде за прв пат гостинка во нашата утринска програма доктор Гала Стојковска. Драго ми е што имаме една тема многу актуелна периодов. Слушаме дека се почесто луѓето се жалат на некакви стомачни проблеми, стомачни тегоби. Дали станува збор за стомачен вирус кој што го заработуваме во текот на овие периоди во годината или може да биде и нешто друго? Така. Добро утро и од мене. Точно така, можам да потврдам дека значително изголемен бројот на пациенти изминативе недели, па може да кажам и месеци, во нашиот ургентен центар кои што се облакуваат на еден тип на вакви симптоми. Овие симптоми ги поврзуваме со една голема група на заболувања наречени гастроентерити, кои што се од инфективно потекло, може да бидат причинети од вируси или од бактерии. Точно дали станува збор за вирус или бактерија е тешко да се каже, само врз основа на симптомите на кои што се оплакуваат пациентите. Мора да се направи дополнително. Потребно е да се направат дополнителни анализи од типот на лаборатории, микробиолошки испитувања, за да можеме да класифицираме дали се работи за вирус или за бактерија. Можеме ли точно да ги лоцираме кои се тие симптоми после кои што не смееме да оставаме на домашно лекување или на она ќе помине за 3 дена? Да, точно така. Предлагам најчести симптоми за кои што се оплакуваат пациентите, веќе мислам дека сите ги знаеме, од типот на гадење, повраќање, голем број на столици течни кои што може некогаш да надминат и над 10 во текот на денот, потоа покачена телесна температура и слично. При појава на било каков тип од овие симптоми, советувам пациентите секогаш да се обратат на лекар, затоа што несоодветното лекување и третирање во домашни услови може да доведе до зачестени компликации од типот на различен степен на дехидратација. Заради тоа треба да се обратат на лекар за да се одреди тој степен на дехидратација и лекарот е тој што ќе одлучи дали третманот може да продолжи во домашни услови или можеби треба нешто повеќе да се направи во болнички услови. Так. Вообичаено, кој е временскиот интервал за кој што тоа се некако си доаѓа на свое место? Колку траат овие повраќања, диареи и така натаму? Знае ли тоа да трае почесто, подолго од една недела? Да, времетраењето на симптомите најмногу зависи од причинителот на гастроентеритот. Доколку се работи за вируси, кај вирусите по карактеристично е многу побурна појава на симптомите, за краток период откако пациентот бил изложен на вирусот и симптомите траат обично неколку дена. Додека кај бактериските гастроентерити, кај нив треба подолго време да се развијат симптомите, но подолго трае самото заболување, па макар и 10 дена. Да. Сигурно овде е и многу важно како ние се храниме во тие денови додека ги имаме тие тегоби, особено ако ги имаме диареите и повраќањата кои често знаат да бидат и присутни кога ситуацијата ќе стане веќе комплицирана. И што треба да се консумира, односно што не треба да се консумира додека имаме диареја или додека повраќаме? Така, точно. Најголем акцент се става на надоместот на течности. И како што споменавме, не е тоа само водата, туку потреба е на надомести на електролити. Тоа се со помош на тие електролитни раствори. Потоа, да, потребен и соодветен хигиено-диететски режим, односно постепен вовед во исхраната, се почнува со некоја базична исхрана од типот на ориз, двопек, печено јаболко, банани
избегнување на млечни производи, избегнување на зачинета храна, па кога пациентот сопствено ќе си почувствува дека е подобар, да си го проширува менито. Така ги споменавте електролитите кои често ние ги купуваме, ги набавуваме како и други лекчиња што знаеме да си ги набавиме, да ги имаме во таа ташна за патување кога одиме сите некаде, дали на викенд или подолго, сепак човек треба и малку да размислува па и да си помогне во такви ситуации, а електролитите и тие раствори многу често следам и слушам дека се препорачуваат во деновите кога се прави фастинг, односно кога не консумираме ништо, не ставаме ништо освен вода, течност. Дали тие можеби не ја реметат состојбата внатре во нашиот желудник ако тоа го правиме на гладно? Не, апсолутно не. Тие слободно може да се конзумираат во било која состојба, во било кое време, затоа што потребен е да се одржува тој електролитен баланс во организмот. Така. Ја споменавме дехидратацијата која е сериозна состојба и доколку не се навреме не се превземе нешто, тоа може да направи дополнително поголеми компликации во нашиот организам, па и самото лекување да трае многу подолго од вообичаеното. Што му се случува на телото кога има отсуство на течност? Така. Некои појасни симптоми кои што ни се јавуваат при потежок степен на дехидратација се симптоми од типот на силна омалаксаност, чувство на замор, понекогаш тоа може да доведе до колапсни состојби, вртоглавица, забрзан пулс, сува уста. Тоа се веќе алармантни симптоми кога пациентот мора да се јави на лекар, посебно во нашиот ургентен центар, каде што повеќе оралниот внес на течности не е доволен за супституција, туку потребна е инфузиона супституција на течности и благовремено третман на останати симптоми. Во тој момент е апсолутно важно да се диференцира дали се работи за вирусна или бактериска инфекција, за да може понатаму да се продолжи третманот во правилна насока. Така, живееме во информатичко време каде сме непрестано бомбардирани. Во една секунда илјадници информации добиваме сите на нашите социјални мрежи, каде на едно место ќе прочиташ едно поврзано со внес на течности, на друго место ќе прочиташ нешто сосема поинакво, односно спротивно од она. Така да мислам дека голем дел од луѓето кои сакаат да вметнат и да направат еден здрав животен стил, се понекогаш збунети и не знаат кое да го одберат, која препорака или совет да ја одберат. Дали на секој организам, наш, индивидуално, ни е потребно различен внес на течности или генерално секој еден човек треба да внесува, како што велат некои нутриционисти, дека минимум 2 литри во ден од вода треба да внесуваме за се да ни функционира како што треба. Некои пак не мислат така и велат никако. На секој човек треба да процени кога му се пие вода, тогаш да пие. Така, секако мора да постои одреден минимум на внес на течности и тоа е точно дека 2 литри на течност е сосема доволно за секој организам. Но сепак најмногу според килажата на еден човек може да се адаптира нели внесот на колкава количина на течности тој треба да внесе во текот на денот. Но 2 литри можеме да го ставиме како еден минимум кој секој човек треба да внесува во текот на еден ден. Така. Кои категории на пациенти најмногу се осетливи на стомачни проблеми, тегоби, инфекции кои што се случуваат не само во летниот период? Која група на луѓе треба најмногу да бидат внимателни со тоа колку течност, дали воопшто внесуваат? Во минатото можеби не, но денеска речи си и да нема човек кој што ќе го сретнете по улица да не држи во рака шише со вода. Да, тоа е добра навика која што сме ја стекнале. Посебно ризична група на пациенти влегуваат оние лица кои што се постари од 65 години, трудниците, како и лицата со бројни коморбидитети, односно со хронични заболувања, како што се диабетот, покачениот крвен притисок. Кај нив развојот на болеста може да биде многу побрза и многу побрзо да доведе до компликации. Поради тоа треба соодветно и навремено да се јават на лекар. Постои ли опасност ако внесуваме и повеќе течност од што ни е потребно? Ги оптеретуваме ли на некаков начин бубрезите? Да, на некој начин може да се каже дека да, но во овие месеци со овие високи температури, навистина мислам дека е многу потешко да се преоптовариме него ли да имаме недостаток. Така. Оле, дали си ти од тие луѓе кои внесуваат течност по секоја цена и дури и тогаш кога не ти се пие вода?
Понекогаш заборавам и затоа последниве месеци си носам со мене шише, ме подсетува на тоа дека треба да внесувам течности. Многу ја сакам јас лимоновата вода со лимон и малку чија. И ми е добра за метаболизмот, за дехидратација, нели, за хидрирање на организмот и слично. Внесувам доволно и мислам дека и тоа ме спаси во последниот случај, токму внесот на течности. Да. Јас морам да признам тука да се надоврзам дека јас вода почнав да пијам дури после 50-та година. И кога ќе се навратам наназад, уште во моето најрано детство, па и подоцна, кога веќе бев средношколка, многу често јас се онесвестував во текот на пролетните месеци, кога се случуваше промената од зима кон пролет и многу подоцна, мојот матичен доктор ми кажа дека тоа ми се случувало затоа што неподготвено сум влегувала во таквите временски промени, односно многу малку внесна вода сум имала, меѓутоа јас сум човек кој што по инстинкт, сега не ми се пие и не пијам вода. Но подоцна, откако ми се случувале некои работи, почнав да пијам вода. Но знаеш што, за кога ќе ни се уклучи алармот, дека ни се пие вода, тогаш сме веќе на почеток на дехидратација. Тоа треба да го знаеш, затоа се пие вода и кога не ни се пие. Не чувствуваш потреба за вода. Да, велат дека наутро барем 2 чаши вода е убаво кога ќе отвориме очи веднаш по станувањето. Дали е тоа медицински поддржано? Точно, како не. Докторка? Точно, поддржано како не поддржано. Никогаш не сме ни свесни најмалите работи колку многу ни значат. Например, толку едноставно, барем живееме нели во земја каде што имаме пристап до питка вода, така да тоа треба максимално да го користиме. Сега, ми интересира за нашата благосостојба овде во нашите внатрешни органи, каде што се трудиме така да ги држиме во баланс нештата и да не си направиме нешто кое подоцна може да не чини многу повеќе работа на себе, а и работа на доктор. Дали е препорачливо да се пие во летните месеци ладна вода со мраз? Дали е тоа оправдано? Велат дека во летните периоди не треба да се пијат ладни напитоци, туку е пожелно да се пијат потопли напитоци или средно ладни. Убаво прават турците со чај. Да, умереноста е добра во секој поглед. Значи не е ни дека треба да препорачливо нели толку ладна вода со мраз, затоа што тоа ни отвара проблем со грлото, развој на некој друг тип на инфекција, од типот на респираторни. Така да секогаш умереноста е најдобра опција. Оле, ти си често на социјалните медиуми, ти си многу присутна, имаш многу следбеници. На Инстаграм вчера ми излезе една објава во Молдавија дека се продава сладолед со парацетамол. Дали го виде тоа? Знам дека има лижавчиња за деца, нели со некој антибиотик за грло, меѓутоа за овој сладоледов немав чуено. Бел сладолед со парацетамол и препорачан за деца кои во текот на летниот период имаат често пати температури, му давале таков сладолед. Дали е сладоледот добра опција и во зима, бидејќи американците и скандинавците кога детето ќе се разболи во сред зима, тие му даваат сладолед без никаква тескоба дека можеби нема да му годи на детето. Веројатно за ларингит повеќе. Да, во одредени состојби како што е гнојна ангина, како е ларингит, после на пример оперативен нивен третман често се препорачува и така ги часта децата дека може сега и сладолед да земат. Ние не сме од тие земји што лечиме. Ние не ги вадиме децата на 5 степени надвор боси без чорапчиња, кај нас тоа се еден слој чорапи, па хулахопки, па тренерки и така изволкаш во прашината во песокот, немој ова, а тука си ги правиме и постерилни. Така, да, ги ограничуваме, а со тоа и им го слабееме имунитетот, нели? Да, па тоа е потежок период на адаптација по тоа во школските денови. А зори во лето никогаш размислувам дали да им дадам сладолед. Да. Ако е пооблачно. А тоа е нешто што децата најмногу го чекаат и најмногу го сакаат. На самиот крај на разговорот, доктор Гала, што ќе им препорачаме еве како едни сублимирани совети од се она што кажавме, нашата публика е во главном во второто полувреме на животот, да ни се живи и здрави, ги поздравувам сите кои што не следат ова утро. Какви совети би им препорачале на највозрасната публика? Така. Па како и за сите инфекции, така и за овие цревни инфекции, можам да ги наречам, секогаш превенцијата е многу подобра од третирањето. Така да би ги потсетила уште еднаш на превентивните мерки за да соодветно се заштитат од овој тип на инфекции.
од наједноставните, тоа е хигиената на раце, соодветно миење темелно со сапун пред конзумација на храна, пред припрема на храна, соодветно чување на храната на соодветни температури, нејзина термичка подготовка, посебно на месото, на јајцата, внимавање во овие периоди кога се луѓето одат по одмори, на излети, да внимаваат да пијат секогаш вода која што е проверена. И на тој начин да колку што може да се заштитат од преносот на ваков тип на инфекции. Доколку дојде до развој на симптоми и до развој на болест, нашиот ургентен центар е отворен 24/7 да им помогнеме во било кое време на нашите пациенти. Секоја чест за Џибадем Систина, пионери во приватното здравство кај нас во Македонија па и во регионот. Ми беше задоволство ова утро што проговоривме на една многу тема, граѓанска, битна тема, не само за во летниот период, туку воопшто за сите месеци во годината. Се надевам на некоја следна тема, повторно ќе се дружиме. Ви благодарам и вас на поканата. И јас исто така. Благодарам на двете за споделените конструктивни совети до нашите гледачи во овој летен период околу стомачните вируси и дехидрирањето.